што има све на програмата ни светот и не правам муавет за ова што има кај нас на програма, тоа да го трнеме на страна, затоа изборевме пред 2 емисии, плюс кажавме дека кај нас вестите уште да почнат на турски да ги даваат и тоа е тоа, уште тоа фали. Значи не збориме за тоа, туку збориме за некои други работи. И не знам, морам една дешавка да ти кажам и на вас. Пред 3-4 дена пред зграда си играат 3-4 деца, што е сосема случајно 3-4 со 3-4, не мислев вака да испадне. Си играат 3-4 деца и баба една со нив седи. И бабава ги гледа сите и као вајда не едни од нешто внуче и едно од детето и им даваше титули од величествениот. Жими се, значи им вика: "Ти си тој ага, ти си паша, ти си тој султан Сулейман." На внукот го даде султан, иначе бајде не го даде на другите. Скроз, значи така не. И значи наистина сте великодушни. Ова воопшто не беше вештачки, фала ви. Ако стварно го сакаше, Балибек ќе го направеше, јас така мислам. Да. Тој е убавиот со брковите? Да. Што сите го сакаат? Да. Значи како и ајде да не замарам толку многу, не зборам за Македонија, туку зборам секаде во светот, луѓе. Ова не е само кај нас. Почна реалити шоуа да се 95% од програмите сегде во светот, а јас како вистински професионалец си пазам, гледам и англичани, и американци, и французи. Значи тоа е тоа, профи човек. Значи, а искаче ако не се. Излези ако не сакаш да гледаш. Нема чај за тебе. И нема чај за тебе. Иако овде погледни имаме 20 чаја на маса, ништо за тебе. Гјоко извади го. Не, значи муабетов шо ми беше. Имаат реалити шоу, верувам знаете, за секоја можна професија направено више. Имаш реалити шоу за дрвосечи. Имаш реалити шоу за манекенки. Имаш реалити шоу за дрвосечи манекенки. Како уопште постои тоа. Ајде да не збориме за странство. Ај малце за Балкан. Да, ги знаете балканските шоа. Менјам жену сте гледале ли? Менјам жену дали сте гледале? Кому му текнал тој концепт? Ја тоа само не знам. Значи, мојава не ми е доволна, па сега треба да ми доаѓа и друга дома. Нека една вештарка не ти е доста, 2 ти треба, така, да ме разбираш, дава да. награди за тоа некакви? Има? Ова не го гледам, ова не стварно. е битно, ама ја предлагам, значи, на човекот ако не му даваат награди, треба инвалидска пензија да добива тој. 2 жени да трпи. Ало! Ало! Hello! Друго реалити шоу што ми е мене едно од омилените, тоа е оноа кај што идат брачни судија. Значи, вака иде таму работата, на брачни судија. Не им оди нешто во бракот и овие се пријавуваат да си го решат тоа на телевизија. Значи, и имаш моменти као дедово хрчел, буквално, и баба искача на телевизија и вика: "Он цело време хрчи." Иначе баба е истата од децата, не знам дали од кај мене пред зграда, таа е бабата. И вика: "Он цело време хрчи, па ја не могу да спавам. Па душо мани то што хрчи, он душо прди." И знаеш, видете, нека има. Јас само сакам да кажам дека порано имаше многу подобра програма, ако ништо друго имаше бар нешто квалитетно да можеме да избереме. Диме такси, бе, Диме такси. Големи мали е серииште, речи, не се. И кога више мораме да имаме реалити шоа и не може да има нешто квалитетно, бар да имаме некои поубави реалити шоа. Предлог. Јас предлагам да има прво реалити шоу. Колем свекару. Значи, колем свекару, шо е работа? Сна добива секира и има 24 часа да ја најде свекрвата. И тоа е таа едно реалити шоу. Второ што сакам да предложам, тоа е Казни ме казни. Реалити шоу во кое тоа е македонско реалити шоу, во кое човеков што се надпреварува има 43 часа и 20 минути да помине без да добие казна, фактички. И за тој што ќе успее, знам еден таков, Жими се знам. Знаеш? Знам еден таков, да. Што поминува без да го казна? 42 знам, али? 43 часа и 20 минути ако помине без казна, фактички ја добива главната награда. Казна! Колем свекару! Колем свекару!